Добар ден, моето име е Владимир Вуксановиќ, јас сум дел од Органика Нова тимот и во наредниве 20-25 минути ќе имаме шанса да се дружиме, всушност да слушнете некои од работите кои што сакам да ги пронесам во однос на Органика Нова и нашето делување. Но најнапред сакам да се заблагодарам на организаторот на оваа меѓународна научна агробизнис конференција Агромак 2025 и да пофалам дека уште еднаш се покажува дека науката треба да биде присутна во секое поле, во овој случај во земјоделието. Така да би прешол на презентацијата, само ми треба секунда да ја направам шер. Супер. Ќе зборуваме малку повеќе за Оргалайф и за Органика Нова, но јас би сакал да преминам на некои работи кои што ќе бидат интересни за дијагностицирање на проблемот или зошто ние почнавме да работиме со овој бизнис. Најнапред, Органика Нова е пример за тоа како една семејна визија од иницијатива до реализација може да се претвори во одржлив бизнис. Органика го лансираше продуктот Оргалайф во Македонија во период од 2 години од кога стартувавме, бизнисот веќе беше препознаен интернационално. Како стартап на самиот почеток, скоро секоја организација до која пристапивме препозна и нашата идеја, дека всушност ние планираме да работиме зелено земјоделие, не црно со хемикали во својот состав. Во сиве овие години Органика Нова работи на поврзување на луѓето, институциите, пазарите со една единствена цел, а тоа е здрава храна и здрава почва. Сакам најпрвин да дадам едно наше видување на проблемот во кој нашата компанија делува. Јас би го крстил проблем, но ова овде не е проблем, ова е една добра работа. Во секој случај, на некои од наредните слайдови ќе зборувам за некоја тема која што најверојатно е позната за вас, но би било супер да се потсетиме тука на овој слайд на овие термини и потреби кои планетава Земја ги побарува од нас. Значи, ова се само дел од синонимите кои асоцираат на зелено земјоделие и се наметнуваат како потреба за нови пристапи, но да не објаснувам, затоа ќе нека останат само споменати како синоними кои се препознаваат во зеленото земјоделие. И сега го сеќаваме овој термин регенеративно земјоделство. Тоа не е само метод, тоа е филозофија, тоа е враќање на животот во земјата, во почвата. Тоа подразбира грижа на екосистемите, но и здравјето на луѓето. Ваквиот пристап оди малку подалеку од она органското, значи тој проба да го обнови она што е изгубено. И сега точно, ние ја губиме почвата преку употреба на хемиски средства. Овие хемиски средства треба брзо да донесат храна, но за жал прават и негативен ефект. Дали ова вистинскиот пат, значи преку употреба на хемиските ѓубрива за прихрана на растенијата? Не ги коментирам деловите кои што асоцираат на регенеративно земјоделство, се споменати на слайдот, само сакам еден увид да дадам и можеби така потсетување за некој од вас. Регенеративното земјоделство всушност делува на обновување на органската материја во почвата. Таа поради употреба на хемиски средства е контаминирана. Доколку престанеме со употреба на овие средства, производството на храна ќе биде со повисок квалитет. Со неупотребување на хемиски ѓубрива го зголемуваме потенцијалот на принос на почвата. Може би делува вака несериозно, но навистина го зголемуваме. Имаме добра пракса во тоа. Директно влијаеме на плодноста на почвата. На овој начин можеме да придонесеме за заштеда на енергија, а на глобално ниво ова значи намалување на емисиите на CO2 во
атмосферата. Значи, ова е многу битен момент кој што ќе се провлекува понатаму и ќе видите какви индикатори всушност може да имаме од користејќи ги емисиите на CO2, всушност да проценуваме колку се испушта од земјата, од почвата CO2. Би стартувал со почвата. Почвата често не ја земаме за сериозен медиум во растење на храна, но таа е стомакот на едно растение. Без здрава почва нема ниту храна, ниту одржлива иднина. Современото земјоделие мора повторно да ја стави почвата во центарот на вниманието. Органика Нова како компанија од самиот почеток ја стави почвата на прво место преку својот производ кој што делува како биостимулатор за обновување на почвата. Токму поради ова од 2024 година на барање на UNDP, нашиот тим изготви еден преглед на активности кои влијаат врз постигнување на целите за одржлив развој. Во оваа брошура од десна страна која што може да ја видите и е лесно достапна на нашиот вебсайт, дури мислам дека има цитати долу, да, референца. Подготвивме еден текст за ревизија на досегашните настани и со идентификација на клучните проблеми кои што треба да се решаваат, доколку навистина сакаме да успееме во заштита на почвата. Ова е еден интересен наслов кој што претпоставам ви е јасен, но јас сакам да го потенцирам во овој дел. Кога земјоделството почнува да испушта повеќе јаглерод отколку што абсорбира, добиваме спротивен ефект од решение. Значи тога земјоделието настанува проблем. Време е да го преиспитаме овој наш пристап кон ѓубривата и да видиме како влијае врз почвата овој наш пристап на хемиски ѓубрива, користење и како влијае врз почвата и врз климата. При изработка на овој извештај кој што го споменав, ми дојде на ум една стара рубрика од Политикин забавник, најверојатно се сеќавате на нејзе, која што имаше една секција тамо вели верувале или не. Па така верувале или не, земјоделството е карбон позитивно, што значи дека создава многу карбон или јаглерод диоксид, кој што се емитира во атмосферата. Сега како? Мислам, ова значи дека денешно интензивно земјоделство многу предизвикува јаглерод диоксид. Инаку почвата е еден од најголемите природни резерви на јаглерод диоксид. Најголем резервоар на јаглерод диоксид. Но за жал со нашата прекумерна употреба на хемиските средства, особено вештачки ѓубрива, ние потикнуваме тие резерви од почвата на јаглерод диоксид да се ослободат. И наистина има сериозни последици по климата. Ова се некои факти кои што се извадени, мислам со официјални факти од репорти, каде што вели дека 74% од продукцијата на нафтено-хемиска индустрија, значи нафтено-хемиска индустрија е за производство на хемиски ѓубрива. Гледате хемиските ѓубрива каде се употребуваат во нафтено-хемиска индустрија. Тушно се користи за да се произведат. Овие ѓубрива со пласирање, всушност со употреба, емитираат околу 2,6 гигатони јаглерод годишно. Секундарно затоа што уништуваат почвата емитира. Фактот дека секоја година постои еден факт дека секоја година се деградира околу 100 милиони хектари обработливо земјиште кое што е во квантитет како 2 Гренланд, нели? И такви 2 Гренланда годишно ние уништуваме со употреба на хемиските ѓубрива, и што е навистина застрашувачки фактор. Со оваа продолжена употреба на вештачкиве ѓубрива, ние ја уништуваме органската материја и хумусот во почвата. А токму тие се темелот на нејзината плодност. Тоа е причина поради која земјоделството доаѓа денес се наоѓа на оваа позитив јаглеродна листа во јаглерод позитивни индустрии. Индустрии кои што испуштаат индустрија која што испушта многу повеќе отколку овие транспортниве индустрии. Овие синтетички ѓубрива кои што се употребуваат или хемиски ѓубрива, тие го нарушуваат дигестивниот систем на растенијата. Тој систем преку кој што се хранат растенијата.
значи почвата, дигестивниот систем. Замислите што би се случило со нашето тело доколку го изгубиме собствениот дигестивен систем. Треба да ви одговорам и умреме. Сега што правиме ние во ваков случај? Кога не е нарушен нашиот дигестивен систем, ние користиме пробиотици. Нели, лекарства во некои екстремни ситуации, но користиме пробиотици за да микрофлората во нашиот дигестивен систем ја средиме на некој начин во позитивна смисла. Токму тоа го прави микробиологијата во нашиот продукт Orgalife. Таа делува како пробиотик за почвата и растенијата. Ја обновува почвената природна функција и го враќа балансот во екосистемот. И на овој слайд повторно сакам да кажам нешто за почвата, но во овој случај според роудмапот на UNDP, што прави Македонија кога станува збор за заштита на почвата? Македонија има потенцијал за да делува на заштита, но без јасни индикатори и систем за следење не можеме да го управуваме напредокот. Од суштинско значење да воведеме механизми кои ќе следат состојбата со почвата и ќе насочат политиката. Значи, сега зборувам за следење на состојбата на почвата во систем, не индивидуално. Според овој roadmap што го има креирано UNDP за нашата земја, Македонија нема воспоставени индикатори за следење на квалитетот на почвата. Или барем не ги внесува во официјални системи. Можно е некои анализи да се вршат на индивидуално ниво, но како системски мониторинг не постојат. Индикаторите за состојбата на почвата не се вклучени во извештај, не се декларирани и не се поврзани со индикатори за зелен раст, што е особено загрижувачки. Македонија има национален информацијски систем за животна средина, но за жал почвата не е спомената никаде во неговата рамка. Дополнително, иако законот за климатска акција беше најавен, се уште не е донесен. Според мои информации, до пред половина година се уште нема некој напредок на оваа тема. Можеби нешто се променило во меѓувреме, но јасно е дека талкаме во однос на законските регулативи и системскиот пристап за заштита на почвата. Ни недостасува јасна политика, индикатори и мониторинг механизми, се што е неопходно за вистинска заштита и обновување на почвените ресурси. А што всушност треба да донесе националната стратегија за одржлив развој? Таа постои, да е продолжена нејзината така валидност или насоките се продолжени до 2030 година и што е добра вест, но тоа значи обврска. Сега време е да ги поврзаме ова што се зборува да се поврза да се стави во дело, значи да се делува од сите да делуваат, од органските производители до институциите. Сите треба да работат кон една заедничка цел. Целите на оваа стратегија се да се постигне таа аграрна продуктивност преку одржливи практики, не само да го зголемиме приносот денес за утре, нели? Да имаме најбогата тезга на пазар или во магазин, најголема, најквантитативно голема, а тоа да биде на штета на микрофлората и структурата на почвата. Потребно е поддршка на малите и средни предпријатија, за да можат примена на овие ресурсно ефикасни и почисти технологии да излезат на виделина. Например, јас ќе ви кажам еден пример. Органика Нова започна како стартап и се уште бевме во фаза на развој. На 2 пати аплициравме во Фондот за иновации и технолошки развој. Не бевме поддржани на 2 пати. Ни беше предложено да аплицираме третиот пат, но навистина не видовме потреба повеќе да вложуваме енергија во институции која не ја препознаа нашата идеја и продукт. Но, за волја на вистината, Органика Нова беше препознаена како стартап од Vienna Impact Hub. Пазете, Boston Consulting Group, значи BCG, Boston Consulting Group, консултантска куќа водечка лидер во свет, ја работеше нашата стратегија за финансиски развој или scaling up на еден стартап од Македонија. Про боно. Ете, за жал, големите компании често не го повеќе не препознава, мислам, за жал нас не препознаваат повеќе надвор од земјата, отколку дома.
зборувам за големите компании. Може би тоа е поради недостаток на јасна национална стратегија, која што споменав, што придонесува за невидливост или невидливост, значи не сме видливи и за поставеност на овие иницијативи како нашата, например, нашиот производ Оргалайф. На слайдот може да забележите колку пати е споменат CO2 или јаглеродот како директно поврзан индикатор за деградација на почвата. Покажува колку всушност треба да обрнеме внимание на последиците од уништување на почвата. Тоа е јасен индикатор за тоа колку сме или не сме одржливи во пракса. И јасен показател какви продукти треба да користиме наспроти вештачките или неодржливите ѓубрива. Овие регенеративни практики се реални, применливи, ефикасни, пробани. Ние имаме добра пракса во овој дел. Секако тие бараат знаење, трпение и поддршка, но резултатот е виден, вреден. Здрава почва, стабилен принос, помалку зависност од химикалии. Една од препораките во регенеративното земјоделство е намалување на обработката на почвата со цел да се зачува незиниот екосистем. Сега тука малку така може да има прашања како сега да не обработуваме почвата, но е еден факт дека со секој орање или превртување на почвата на некој начин предизвикуваме нарушување на природните процеси и животната средина на микроорганизмите во почвата. Знаеме дека орањето е навистина потребно во некои фази, но, например, употребата на Оргалайф ќе овозможи да се нанесат почвени микроорганизми при орањето, после орањето и така натаму, и на тој начин ќе помогне да се намали тоа нарушување на почвената биофлора. Значи, пазете, нанесување, иако го размрдуваме биодиверзитетот на почвата, но секпак можеме со некој продукт природен да внесеме микроорганизми во почвата. Дополнително оставање на остатоци од земјоделски култури на нивите е од суштинско значење. Овие растителни остатоци ја зголемуваат органската материја во почвата и го потикнуваат процесот на хумификација, што води директно до создавање на плоден, хумусен слој. Овој слој не само што ја подобрува плодноста на почвата, туку и помага на задржување на јаглеродот, всушност го спречува неговото испуштање во атмосферата од најголемиот резервоар кој што е почвата. Сега како да го забрзам овој процес на хумификација ако ги оставиме остатоците од растенијата? Бидејќи нас ни треба, или да го забрзаме процесот, треба да садиме следна култура или истата култура или да ја освежиме нивата и така натаму. Комбинацијата на овие растителни остатоци со Оргалайф го забрзува процесот на хумификација. Ова резултира со побрзо обновување на органската материја и го подобрува квалитетот на почвата. Ова е една добра пракса која што ја имаме пробана. Ке преидам на Оргалайф. Некако го детектиравме проблемот, со кој што ние се занимаваме. Оргалайф не е обично ѓубриво. Тоа е жив свет спакуван во продукт. Благодарение на микробиолошката активност, ова ѓубриво создава природен баланс, го збогатува животот во почвата и ги поттикнува растенијата да растат во здрава средина. Здрава средина, здрави растенија. Здрава средина, здрави луѓе. Инаку, Оргалайф е регистриран како микробиолошко ѓубриво, биостимулатор и подобрувач на почва, значи не само декларативно, овие термини кои што ги користиме, туку е регистриран како продукт. Има една голема тајна во производството на Оргалайф. Тајната е дека не е производен во лабораторија. Во Оргалайф нема хемикалии. Ние користиме природен процес во кој креираме течна средина во која почвените микроорганизми може да поминат и до 3 години. Иако ние декларираме дека рокот на важност е до 1 година на Оргалайф, значи ефикасноста на продуктот. Кога ќе го нанесете Оргалайф на почвата и листовите, всушност вие нанесувате микроорганизми во комбинација со хумична киселина, фитохормони, витамини од Б групата и останати соединени елементи кои што се составен дел од Оргалайф. Па на овој начин, бидејќи ги спомнав сите повеќето од соединенијата клучни,
нема потреба да купувате да ги купувате овие соединенија во посебни продукти. Напротив, се што треба за здрав раст на растението и здрава почва има во Orgalife. Нели, тајна беше дека ние не го додаваме, не ги додаваме соединенијата во Orgalife. Епа, од каде се сега тука овие соединенија? Тие се во Orgalife како резултат на процес на компостирање на шталско ѓубре од страна на калифорнијски црви. А Органика Нова успеа да креира патентиран технолошки процес преку кој создадовме течен продукт кој е полесен за апликација во споредба со Orgalife Glistal или цврстото Orgalife ѓубриво и е резултат на кастинг од калифорнијски црви. Значи ние успеавме микробиологијата да ставиме во течна состојба и да декларираме дека продуктот има важност од 1 година, иако и функционира и после 2 до 3 години. Сега, зошто Orgalife? Преку универзално познатите биолошки процеси во наука, Orgalife им помага на растенијата да дојдат до нутритиентите на природен начин. Значи до храна, ама на природен начин, не на вештачки начин. Тоа значи дека внесуваме, всушност не внесуваме, ние, ама може да внесат производителите помалку синтетика, хемија, помалку отпад и да внесат повеќе здравје на земјата и за човек. Orgalife е микробиолошки производ кој, иако содржи одредени количини на азот, фосфор, калиум и други елементи, ама тие се согласени со стандардите на органско производство, неговата главна предност лежи во присуство на специфични микроорганизми. Овие микроорганизми имаат способност да ги трансформираат и мобилизираат потребните хранливи материи од почвата и атмосферата, правејќи ги достапни за растенијата. И сега, разликата од хемиските ѓубрива, каде што фабриките ги синтетизираат и комбинираат овие елементи и од различни извори и создаваат еден готов производ, нели, кој што се нарекува вештачко ѓубриво. Таму има МПК и така натаму. Во случајот со Orgalife, природните микроорганизми делуваат како мини фабрика. Тие ги извлекуваат и ги трансформираат хранливите материи од околината на природен начин, значи од околината почва и воздух, и овозможуваат на растенијата да ги абсорбираат во форма која е најпогодна за нив. Со други зборови, Orgalife не се потпира на класичен индустријски процес за создавање на овие хранливи материи, МПК и така натаму, туку користи природни, универзални механизми, добро познати на науката, ништо ново нема тука, ама имаме патентиран технолошки процес да го спакуваме продуктот и ги едноставно нудиме живиот свет на микроорганизмите. Ова не само што го прави производот еколошки прифатлив, туку и го подобрува здравјето на почвата и растенијата и е оддржлива акција на долг рок. Зошто? Затоа што Orgalife нуди бројни придобивки на почвата и растенијата. Една од клучните предности е неговата способност да го регулира водно-воздушниот режим во почвата, што е од суштинско значење за оптимален раст на растенијата. Дополнително, Orgalife синтетизира фитохромони, кои го поттикнуваат растењето, вкоренувањето и развојот на растенијата, овозможувајќи им да го достигнат својот генетски потенцијал. Интересно е што употребата на Orgalife може да го скрати времето на зреење на плодовите до 8 до 10 дена. Значи, внимавајте, излегувате први на пазар пред другите. Замислете кој е економски профит е тоа. Инаку, Orgalife произведува витамини од групата Б кои го штитат растенијето од фитопатогени и бактерии. И другите елементи исто така помагаат во оваа заштита. На тој начин се намалува употребата на заштитни средства, што директно повторно води до поекономично производство на земјоделските култури каде што се употребува. Пред да дадам некои насоки кои што мислам дека ќе бидат интересни, ве мотивирам да ги употребите вашите мобилни телефони и можете да го преку QR читачот да го искенирате овој QR код. На овој
тој ќе ве одведе директно до флаерот на веб страната, каде што поинтегрално може да ги добиете информациите како Оргалайф влијае на плодовите и на растенијата. Јас ќе кажам некои бенефити во наследните слайдови и можеби тука, но еве давам простор додека зборувам да употребите QR читач. QR кодот ќе остане на овој слайд додека зборувам јас во наредниве 2 минути, што значи во ваше слободно време пробајте да искористите и да го добиете флаерот на вашите мобилни телефони. Инаку Органика Нова е компанија со долгогодишна традиција во производство на органски ѓубрива. Започнувајќи од 1985 година, така некако. Оваа година представува јубилеј за нас, бидејќи славиме 40 години од идејата за производство на органски ѓубрива. Не вештачки. Во последните 2 децении се фокусиравме на развој на течниот производ Оргалайф, додека претходно се занимававме само со производство на цврсто ѓубриво од калифорниски црви. На нашата веб страна, покрај хемиските и микробиолошките анализи за Оргалайф, ќе најдете и прирачник за формирање на фарма за верми компост или фарма за одгледување на калифорниски црви. Овој прирачник е наменет за оние кои се заинтересирани за воспоставување на ваква фарма за преработка на шталското ѓубриво. Органика Нова активно го споделува своето знаење и искуство во област со цел да помогне во развој на одржливи практики во земјоделието. Сега зошто компостирање на шталско ѓубриво преку калифорниски црви, кога шталското ѓубриво може да се нанесе и така на почвата. Па со самото нанесување на шталското ѓубриво, всушност со компостирање на шталското ѓубриво се елиминираат семињата и плевелите и можните патогени бактерии кои што може да се присутни во ова необработено шталско ѓубриво. Тоа ќе прегори, па можеби ќе се намалат патогените, ама повторно остануваат плевелите. Но, многу битно е дека компостираното шталско ѓубриво добие на овој начин е микробиолошки богат и подобро прифатлив продукт за почвата и растенијата. Значи, повторно околу микробиологијата се вртим. Барем јас и ние како фирма. Така да ве охрабрувам да посетите нашата веб страна за повеќе информации. Дополнително ќе најдете и видеа кои го објаснуваат процесот на формирање на фарма за калифорниски црви, економската исплатливост, вложувањето и така натаму. Можете на нашата веб страна да најдете и подетални информации за извозните можности, регистрацијата на Органика Нова во EU33 системот и слично. Имајте го телефонот и QR кодот во наредниот период, затоа што мислам дека ќе имате потреба да го употребите. Како влијае Оргалайф? Оргалайф може да се употребува на се што расте и дава плод од земјата. Практиката во Македонија покажува дека се користи во сите земјоделски култури. Како што може да се види на некои од сликите, има одлична примена при третирање житни култури, лозарство, градинарство, овоштарство. Оргалайф во Македонија е одлично прифатен. Практиките покажуваат дека оние кои почнале да го користат Оргалайф според наши препораки, внимавајте, според наши препораки, продолжиле со неговата употреба и не застануваат. Ова значи дека Оргалайф е присутен на македонскиот пазар и е препознаен веќе долг период од самото креирање, особено на течното ѓубриво. На почетокот започнавме кога го пласиравме продуктот, започнавме со идејата пробајте еднаш и потоа вие ќе не барате нас. И навистина тоа и се случува. Секоја сезона оние кои го користеле Оргалайф според наши препораки продолжуваат со негова употреба и сме им длабоко благодарни за нивната доверба. Инаку, доколку ви интересира органскиот сертификат на Оргалайф, можете повторно да го искористите QR скенерот од вашиот мобилен телефон. Тој ќе ве одведе директно до документот со органски сертификат за Оргалайф, кој се обновува секоја година. Овој сертификат првпат е издаден 2017 година и тука сакам да напоменам дека покрај тоа што Оргалайф е органски продукт и може и се употребува во органско производство, но тој многу повеќе се употребува и во конвенционалното земјоделие.
односно во практики кои што не се строго органски, што значи не значи дека ова се органски продукт и не можете во секојдневното земјоделие да го употребувате, туку апсолутно и напротив, тие што ќе го користат Orgalife имаат можност дури да се сертифицираат како органски производители во иднина. Е сега се вратам на сертификатот. Овој органски сертификат е издаден од FIBL, најреномираниот сертификацијски институт во Германија за органски производи. FIBL сте го виделе, претпоставувам, во многу други опции, тие што го препознаваат органското производство. Инаку FIBL директно соработува со Demeter од Швајцарија и заедно го издаваат овој сертификат. Органика Нова е единствена во Македонија која поседува органски сертификат од FIBL и Demeter, и тоа веќе 8 година. Orgalife исто така ако има некоја измена, коригирајте, пишете, коригирајте, моите информации се дека сме ние единствени. Orgalife исто така препознаат и во FIBL меѓународната мрежа, каде што членуваат Soil, Naturland и Bioland. Инаку на веб страната на Orgalife ќе најдете и линкови во делот на сертификација кои водат директно до EU листата на органски производи. Тамо со едноставно пребарување на Orgalife на латиница ќе видите дека Orgalife производот е официјално регистриран во EU листата на ѓубрива. Нашата добра пракса не е само во производство, туку и во ресурси, во истражување. Органика Нова посветува значително време одвојува за истражување, за да ги потврди придобивките од Orgalife. На веб страната се достапни официјални истражувања и наративни извештаи каде што Orgalife е користен како медиум, тоеш ѓубриво за растенијата. Овие студии покажуваат, всушност вклучуваат компаративни анализи со ротација на фактор култури, за да се утврди дали има или нема ефект врз раст и развој на растенијата со употреба на Orgalife. Резултатите покажуваат значителни придобивки од неговата употреба, што ја потврдува нашата добра пракса. Сега ветувам, ова е последен пат каде што во овој мој простор кој што е одвоен за нас како фирма, ќе имате опција да го користите QR кодот, QR скенерот, но на вас останува, нели, дали сакате или не, ви давам простор дека зборувам, да искенирате уште еднаш. И на линкот кој што ќе го добиете преку скенирање, всушност се деталните информации за дозирање и употреба на Orgalife во различни агрокултури, вклучувајќи, нели, како што пишува на слайдов, лозарство, градинарство, овоштарство и житни култури. Исто така, сакам да напоменам дека Orgalife се користи со голем успех и во фарми за канабис, што потврдува дека може да се примени на се што расте како плод од почвата. Доколку не успеете да го скенирате од тука, дозирањето е секогаш достапно на нашата веб страна во главното меню. Нашиот производствен капацитет се наоѓа во селото Батинци, Скопско село, и е регистриран под името Intus, тоа е сестринска фирма на компанијата Органика Нова. Инаку лесно може да се најде на интернет преку Google Maps со едноставно пребарување на Органика Нова или Intus. Но секако достапни сме на сите медиуми, ќе има контакти, па можете и на тој начин, бидејќи ова е само производствен комплекс, нашите производи ги пласираме преку карго или доколку се работи за поголема количина, како што може да видите, ги пласираме и преку договорена достава. Значи, ние работиме продукти во пакување од 1 литар, 5 литри, 10 литри, но нудиме и 1000 литарски резервари, 1 тон. За ова се покаже како одлична пракса за големите производители, особено во житните култури. И пред да поминам на последнава информација што сакам да ја споделам, би сакал уште еднаш да ја потсетам дека доколку ви е потребен контакт со нас, можете да не контактирате на телефонскиот број или преку веб страната или на социјалните медиуми под име Orgalife. Во следниот слайд, преку еден визуелен приказ, накратко, уште еднаш ќе пробам да ја прикажам филозофијата на функционирање на Orgalife.
Ова е особено корисно за слушателите и учесниците на оваа конференција кои не го разбираат македонскиот јазик. На крај би сакал да се заблагодарам за можноста да учествувам на конференцијата и се надевам дека споделените информации беа од корист. Очекувам дека некои од вас ќе не контактираат за соработка. Му благодарам уште еднаш на организаторот за времето кое што го одвои за нашата презентација и јас вклучен преку нашата фирма и ви посакувам успешна конференција и соработка која што ќе остварите за време на оваа конференција. Поздрав од тимот на Органика Нова.